Сема накратко, сакам да дадам поддршка на одредени иницијативи кои што тука колегата Минов ги наметна, особено во однос на делот дека треба да им се даде можност на општините да бидат во одредени региони во кои што тие географски навистина и припаѓаат. Зошто? Еве ќе ви кажам пример со мојата општина, некаде 2007 или 2008 година, не се сеќавам, ние припаѓавме во Источнопланскиот регион и бевме префрлени заради токму оние критериуми кои што и методологија која што вие ја споменавте во Вардарскиот регион и сега таму припаѓаме, но имаме право во одреден дел поради географската припадност да учествуваме во одредени проекти во Источнопланскиот регион. Ние реагиравме како општина, но остана така како што остана и се согласувам дека да се направи можност, затоа што на крајот на денот советите и градоначалниците најдобро знаат каде и како да аплицираат, кои се нивните потреби, која е поврзаноста сообраќајна, инфраструктурна, во водна заедница, во патишта и така натаму, за да можат адекватно, заеднички, бидејќи дел од барањата во соработката помеѓу општините, тоа се и тие. Така да тука во тој дел апсолутно се согласувам и ние како пратеници имаме можност за амандманска интервенција, но за жал, еве законот е по скратена постапка, немаме простор за јавна расправа и овие интервенции да ги направиме. И уште во делот на тоа што го кажавте дека како пратеници треба да добиваме информации од планските региони до каде се реализациите, и тоа е добро, затоа што пак ние како пратеници предлагаме амандмани во буџетот. Така да многу подобро ќе биде доколку ги имаме предвреме информациите од регионите, за да знаеме точно каде и како да интервенираме, а се со цел се разбира да помогнеме на општините од каде што ние доаѓаме. Така да, колега Минов, поддршка за овие ваши размислувања. Благодарам.